добро вечер. Кажи ми како си поминуваш, прекрасно изгледаш вечерва. Како си поминуваш на оваа забава? Гледам дека се дружите тука, многу инфлуенсери, многу колеги твои. Добро вечер и на вас. Си поминувам супер. Да, тука има многу луѓе што ги сакам и што ми се блиски, така да меѓу другото и ради нив сум тука. И секој што радувам на вакви убави дружби, фала ти на убавите зборови. Бидејќи вечерва темата е дека нели го испраќаме летото, па кажи ми по што ти ќе го паметиш ова лето? Леле, искрено ова лето мене иште ми беше некако лето. Некако не знам, се што ќе кажам на тоа ќе звучи на депресија, а не ќе така да биде, така да ми е драго што го испраќаме летово и се надевам дека ќе пречекаме есента малце болја и во есенски бои сум облечена. Така да полагам надежи во есента да ќе биде подобро од моево лето. Ја кажи ми дали може би работиш на некои нови проекти во иднина, дали спремаш нешто ново за нашите, за твоите фанови? Спремам, да, повеќе работи спремаме. Искрено, тоа ќе биде сега прво, можам да го најавам слободно, пошто комунициравме и со вас телефонски, знаете што ќе биде. Значи, спремаме еден многу интересен дует со Таско. На кој што се радувам, пошто е многу различен од претходниот наш дует. А спремам и неколку мои лични авторски песни. Така да ќе видиме што попрво ќе искочи, ама мислам дека есен па ќе поработиме малце поише. Имам неколку блиц прашања кои што им ги поставувам на сите мои соговорници вечерва, па би сакала да слушнам и тебе. Кажи ми што е полошо, да снимаш дома тоалетна хартија или да снимаш Wi-Fi? Не знам. Да снимам Wi-Fi, пошто имам 3G на телефон. Ќе си пуштам, а тоалетот ќе треба да искачам од дома. Јас си се голем домашар и ако не мора да искачам од дома. Као не сакам да излегувам од дома. Не сум многу. Кажи дали може би ми кажала или би ми открила колку пари имаш во твојот џеп моментално? Па моментално немам џеп, а немам ни новчаник. Моментално не знам 2-3 денари носам. Не верам поише од тоа, ама не ми е тука ни тачно, ни новчаник, ни џеп. Обично вечерва сите ми се со картичка, па нека да ми откријат, не знам што е проблемот. Јас секогаш носам пари у кеш, пошто не знаеш што може да се деси. Мислам, сепак сме у дигитална ера, ама никад се не знам. Ја, дали може би постои некој наслов што си го прочитала за тебе и не ти пријал баш во текот на твојата кариера? Многу, ама не ќе да им давам публицитет. Иначе да, нормално, да. Абе, знаеш како кликбейт наслови сега сакаат да даваат као акцент на нешто за луѓето да се заинтересираат. Генерално и тоа што ние го работиме бара некој алтер его, тие што ми се многу блиски знаат која сум јас, а тие што ме пратат не секогаш знаат. Така да, постои. Дали им се лютиш на новинарите што ги пишуваат тие наслови? Па искрено не. Ве разбирам и вас скроз, пошто тоа ви е работа. Сега, ако ја пепте не премината границата, може ќе се испокарам, ќе се испотепам, пошто јас сум човек што многу толерантен и после кога се му се споја жичките, знам да имам жута минута и ја се изгубам. Ама тоа ретко кој го видел и се надевам вие никогаш нема да го видите. Ред, ја ти благодарам многу, се надевам дека ќе се видиме во иднина со некој подолг разговор и ти благодарам и ти посакувам многу убава вечер. Исто и јас на вас и се надевам дека следно ќе се видиме со убави вести, убави новости и мислам дека тоа ќе биде за брзо ептен.